Добро ти вечер, Македонија, добро вечер, почитувана публико, добро дојдовте во отвореното студио на телевизија Нова. Télévision Nova, c'est-à-dire lors du programme La Voix du Peuple avec Slobodan Tomic ou la licence diplomatique ainsi dite qui fait partie de ce projet. По Божја промисла се реализираат некои работи и нешта, а се случуваат, еве да речам, на овој ден. Поточно на 22 јуни 2000 година, или, како што реков, на овој ден, точно пред 18 години, започна да се реализира првата или единствената емисија од тој профил, да речам, Гласот на народот или Vox Populi, или Клучот на демократијата во Македонија, на телевизија Амазон, сега АТВ. Емисија која во овие 18 години доживеа големи успони, падови, качам падови, бидејќи ние никогаш не паѓаме, ние секогаш сме со вас во најхрабра, најдостоинствена ситуација, ги доживуваме сите предизвици во државата, но падови на тие кои не ја сака демократијата ја тргаат оваа емисија, оваа програма, бидејќи за 18 години мораше да смениме 15 телевизии. Ова е 15-та телевизија поред, бидејќи ретко некој да сака да го слушне гласот на народот или да се поклони на неговата висост. Бидејќи без гласот на народот навистина станува штама, станува мртвило, станува темнина и се оно, значи нема демократија. Така да на 22 јуни 2000 година мој прв соговорник беше градоначалникот на општина Карпош или председателот на ГРОМ, господин Стефчо Јакимовски. Тој ја поздрави емисијата, се надам во некој наредните емисии. Сакаме да го поздравиме вечерва и ќе го поздравиме. И така да вечерашната емисија ми е задоволство да ја реализирам со неговата екселенција, амбасадорот на Република Франција во Македонија, Кристијан Тимони. Ќе му посакам добро вечер и добро дојде. Добро вечер, добро дојде. Добро вечер и срекна годишнина. Да сте живи и здрави, благодарам многу. Ваша екселенцијо, со оглед дека сите убави нешта се случуваат навистина кога имате позитивна енергија во вас. Отивелат какви се мислите, тако ви е животот. Од причина дека покрај големите број канонади на или атакувања како на интегритетот на вас лично или на вашата држава или на вашата програма, не смеете никогаш да откажете. Еве, да не должам со оглед дека дипломатската лиценца е дел од гласот на народот и програма прва повторно во Македонија која ги опфаќа дипломатските односи на земите на Европската унија како и пошироко со Република Македонија и каде што ние ја представуваме Европската унија во вистинска смисла на зборот. Да бидам искрен, соговорници ми беа голем број политичари од тој калибар како што е господинот Хавер Солана, господинот Џорџ Робертсон, госпоѓата Медлин Олбрайт, господинот Колин Пауел, господин Лоренс Иглбергер, потоа кога можете да ги наброиме Дорис Пак, Ана Линд, починатата, која беше навистина мој голем предизвик, Метју Нимиц, речиси 24 години, и многу вклучувајќи ги вашите колеги, сите амбасадори на Франција во Македонија, и дај Боже и натаму да се продолжи. Еве, од таа прва рака, како го толкувате начинот на медиумите во Македонија и нивното однесување, имајќи факт дека ова телевизија создаде голем интерес кај јавноста, како телевизија Нова, создаде еден нов амбиент во менталниот чип на македонскиот гледач, носејќи една свежина, објективност во информирањето, давајќи вистински акцент на приказната за вистината и веста пренесена во вистинска смисла на зборот. Alors, bon anniversaire d'abord. Прво на вистина срекна годишнина. Благодарам, Ушински. Et pour vous dire, je suis heureux И би сакал да ви кажам дека на вистина сум среќен што ве наоѓам во емисија која што сведочи за плурализмот во медиумскиот простор на оваа земја. Многу е важно, особено во моменти кои што ќе бидат моменти кога ќе треба да се направи важен избор за земјата, за да можат сите гласови да бидат сослушани. Секако. Ние почитувани, ќе одиме вечерва во еден
во една рамка на разговор во студиото со оглед дека сакам да најдам на разбирање од ваша страна. Имам еден огромен комплекс на прашања кои сигурен сум дека си дел од вас со оглед дека ве консултирав овие денови со мојата најава на социјалните мрежи. И во наредните емисии секако ќе бидете дел од оваа емисија со ваши јавувања. Затоа сакам да најдам на разбирање. Вие амбасадорот го почитува фактот на гласот на народот. Ваша екселенцијо, рековме дека дали телевизиите треба да постојат или треба да се згаснат. Бидејќи ако не им идеш по кефе новинарска забелешка на некој кој преди се, ќе ми дозволите, ќе го цитирам и почитуваниот Шарл де Гол, кој јас навистина го почитувам и како политичар и како стратег. Да некои се плашат од вистината, се плашат од демократијата, се плашат од она што значи медиум. Дали треба да се згаснат телевизиите или треба да се поддржат, да се унапредат и се тоа? Најверојатно да, затоа што во една демократија потребно е многу глас, но треба и професионално и одговорно новинарство. И дури ќе ви кажам дека имам впечаток денес, дека има многу гласови, но понекогаш има и недостаток од професионализам, а вие покажувате преку вашето искуство дека најважен е професионализмот. Денес многу зборуваме, како што знаете, за лажните вести и тоа ми се чини како најголема опасност со која што може да се соочи публиката, отколку нели да бидат згаснати медиумите, пролиферацијата на неконтролирани информации прават поголеми пречки кон вистинската информација, отколку цензурата, која што е веќе застарена работа од минатото. Наистина, ќе биде задоволство во текот на оваа емисија да го цитирам господинот Шарл де Гол, кој вели вака: во политиката некојаш ти се наложува да ја предадеш или државата, или тие што те избрале. Јас го преферирам второто. Чинам дека нашите политичари во Македонија ја имплементираат изјавата на господин де Гол, но во една погрешна конотација. Господин де Гол имаше една искрена замисла, давајќи ја оваа силна порака, а нашите политичари, за жал, го изневеруваат електоратот. Генералот де Гол е голема личност, на кој што навистина многу му се восхитувам, особено еден од блиските пријатели на мојот татко беше еден негов министер, но станува збори за искусен државник и начинот на кој што тој управуваше со крајот на војната во Алжир. Честопати бил критикуван затоа што тој пристигна со идејата дека Алжир ќе биде дел од Француското царство и тој замина, сепак постигнувајќи еден соодветен договор со кој што се реши прашањето, со сите потешкоти кои произлегува од тоа, но умееше да ја носи одговорноста. Еден државник и политичар е човек кој што знае да ја превземе одговорноста, знае да ризикува, но како што го направи генералот де Гол потоа, ќе се појави повторно пред народот. И како што знаете, неговата голема политичка кариера заврши во услови честни и достојни, но со референдум кој што сепак не успеа. Тоа не значи дека треба да ги споредуваме работите на вистински државник, за кој што сите се уште имаме огромно восхитување, човек кој што знае да превземе одговорност во одреден момент, но и кој не стравува да се појави пред народот. Секако. Ние ќе продолжиме во контекст на сето тоа, но еве додиме чекор по чекор дипломатска лиценца. Што мислите за една лиценца на еден дипломат? Како таа се добива? Дали се порачува, дали се одработува или се заслужува? Еден дипломат прво е оценет од страна на државата своја која што го праќа некаде.
И не му е потребна лиценца друга, освен довербата на своите власти. Како да ја остварите довербата на вашите гласачи, ако од време на време ги менувате вашите ставови, вашите изјави? Дали се добива тогаш таква лиценца на политичар, на дипломат? Имаме еден голем државник кој што беше и премиер, Едгар Фор, кој што беше министер на генералот де Гол и често пати се шегуваше и велеше дека тоа не е пируета која што се придвижува, туку ветрот ја придвижува. А со тоа сакаше да каже дека еден политичар секогаш ги зема во предвид околностите, а дека целата умешност почива врз тоа да се адаптираат околностите на најдобар можен начин кон националниот интерес. Пак ќе одам со Дегол. Вели, за да стане господар, политичарот се претвара дека е слуга. Јас велам дека да, доколку не ја прифатиш вистината дека си слуга на твојот народ, никогаш нема да бидеш вистински политичар. Ноку, што правиме со тие политичари или дипломати кои се како лисици или лисец, да речам, знаат мейкап или по шминка да се додворуваат на народот и да се представуваат, а всушност се волк во јагнешка кожа. Да се биде треба да се биде волк меѓу волците, а да се биде јагне помеѓу јагнињата. И знаете, политичкиот живот е навистина суров живот. Меѓународниот живот е исто така суров живот. И секогаш треба да ги земеме во предвид околностите за најдобро на народот, но исто така и за најдобро во однос на ограничувањата кои што се поставуваат во рамки на политиката, а тоа се економски ограничувања, демографски ограничувања, затоа што се разбира може да останеме верни на своите принципи, но може и да се најдеме и верни кон тие принципи, но во празна и сиромашна земја. Да свртам средниците нешто за и околу вас, или да речем тоа едно поднаслов кој сум јас. Вие сте новинар и голем професионалец. Et maintenant, qui vous êtes? Pouvez-vous vous présenter? Parce que vous êtes ce soir mon invité dans cette licence. Ја започнав на емисијата како до таа лиценца што добивте, дали ја заслуживте, ја одработивте или ја професионално ја постигнавте. Од таа причина што сте еден од важите за еден од најавторитетните дипломати во државата, од Европската унија, земите членки, се појавивте повеќе пати со едни силни изјави, кои да бидам искрен без куртуазија, ретко од вашите колеги излегува со такви ставови, а јавноста позитивно ги прифати. Пајде да прашам, кој е Кристијан Тимони? Кристијан Тимони е представник на Француската република кај председател на Република Македонија. Нешто дополнително за вас? Како го поминувате време Македонија, имајќи факт дека колку научивте за Македонија? Секој ден учам, знаете, времето го поминувам во учење. И како што кажавте и вие, понекогаш сум дал изјави кои што се добро примени од едни, помалку добри од други, но секогаш тие изјави биле искрени во однос на моите инструкции кои што ги добивам, затоа што еден дипломат има кредибилитет, затоа што од една страна е акредитиран кај друг државник во друга земја, но исто така затоа што има инструкции. А тие инструкции се да ја придружувам оваа земја на незиниот пат кон Европа. Да. Јас сум објективен секојаш, знаете, јас не зборам во ракавици, бидејќи народот секојаш реагира. Зошто, и тоа не ми го прашав, зошто секојаш не ословувате како ваша земја? Имаме ли можност да ја наречете, вие признавте Македонија под уставното име или со акронимот?
Ah, nous avons, nous, reconnu Ние ја la признавме Macédoine sous Македонија le nom d'ancienne république. под името поранешна Југословенска република Македонија. Тоа е реалност. Пред да дојдете во Македонија, Ваша екселенцијо, го погледнавте атласот на светот? Колку знаевте или научивте за Македонија пред да дојдете? Ма искрено ја прашам, историски. Comme vous le savez, Како j'ai што été знаете, préparé à mon poste, mais j'ai јас aussi се fait des подготвував за ова études работно d'histoire, место, et je но suis претходно студирав fasciné историја par l'histoire и сум des Balkans. фасциниран Et je од dirais историјата par на les Балканот. histoires des Balkans, Ке кажам car од si on историите écoute на chacun des Балканот, peuples des затоа што Balkans, секој il y a народ, ако го chacun слушаме на sa Балканот, version секој си ја de има l'histoire. својата верзија Et on passe tous les jours на à историјата essayer и de секој rendre ден ces се обидуваме histoires cohérentes тие les истории uns да станат avec les autres, кохерентни en едни со essayant de други les mettre à и да се l'intérieur обидеме de истите да ги l'histoire ставиме européenne, parce que внатре pour во nous, европската aujourd'hui, историја, затоа што на крајот на краиштата она што е најважно денес е дека тие различни истории кои што се наши ќе се претопчат во една иста заедничка европска историја која што ќе им ја оставиме на нашите деца. Јас се извинам, морам да ја поздравам Жаклина Поп Ангелова, мојата десна рака, како што секаш милувам да кажам, преведувач, професионален, и верувам дека сте задоволни од прекрасниот превод. Благодарам, Жаклина. С оглед дека, Ваша екселенцијо, пред да дојдат турското царство или османискиот период, како се викаше овај полуостров? Пред Балкан да го наречат. Знаете, тоа значи крв и мед. Во превод Балкан, но како се викаше пред да стане Балкан? Бидејќи завршивте историја. Сега не сте на квиз, ве молам. Чисто ве прашам. Alors, nous avons des atlas très anciens dans lesquels Имаме il y a многу стари атласи, divers знаете, во noms. кои што има различни имиња. Et dans ces divers noms, И во il y тие a различни имиња naturellement celle de l'Empire du Grand Turc. го има името на големото турско царство, On trouve aussi Turquie d'Europe. но и европска турците Турција надојдат. е avant que les Turcs. Alors, les cartes vers avant 1400 ou 1350, l'arrivée des Turcs dans la région. nos Пред cartes доаѓањето étaient на très турците во imprécises регионот, et нашите ne карти portent беа pas не толку прецизни extraordinairement de nombreuses mentions. и не содржат голем број на поими. Тие карти. Подсетам малце, да подсетам, Македонија, нели се викаше? Македонски полуостров. Alors, Пенинсул Македонијана. péninsule macédonienne, pas tout entière, parce que Не целосно македонски полуостров, затоа што Добре, Пелопонезот никогаш не се Не викал рекол, така. апсолутно до, значи, с краја не до Полопонез, Уебја. значи зборам овој дел кај што ние седиме и до долу, да речам, кај што се краците и редогер. Историчар. Знаете зашто? Оваа емисија е дипломатска лиценца, со оглед дека сакаме да научиме повеќе за Европа, а и европјаните да учат за нас исто така. bien sûr, Социо. bien sûr, bien sûr. Alors, naturellement, pour nous, За нас, ce qui comptait, c'était bien sûr она што беше најзначено, тоа беше Византиското царство. C'était bien sûr, И on parlait du Basileus. Изборувавме за Базилус. Византијата. Добро, нема да одиме понатаму некако на испитни прашања, со оглед дека говориме за и околу нашето Oui, поврзување. je crois d'ailleurs que j'aurais du mal à le, Нека à ќе le ми passer, биде тешко и да го поминам испитот. parce qu'en effet, la toponymie est une science Затоа risquée што et variable. топонимијата е ризична наука и Јас варијабилна наука. Знаете зашто? Фактите говорат, Ваша екселенцијо, кај што седиме ние на оваа територија има една археолошка географија која екзистира 16 до 20 метра. Значи, не е некоја ново компонирана држава или народ и така натром нација, сепак може се најдат археолошки артефакти од пред 2000 и дури 7000 години. Значи си има коренов систем. Додам пак кај Жал, мислам, не, крај уште не е време да одам до Дегол, но да го спомнам, Дегол вели демократијата е поднослива само под еден услов, да го имаш мнозинството. Што значи да го имаш мнозинството? Во вистинска смисла на зборот или насилно, или да речам, простете,
има еден збор во бизнисот или викат смаглер или шверцери или шверцерско. Простете, знаете кој ќе импортирате нешто што не е природно, не е законски, се вика шверцување, нели? И цариникот ве казнува. И тие луѓе што пренесуваат забранети стоки, роби и сето на се викат шверцери. Дали е природно и демократски кога го имате по природно право или природно демократско право едно мнозинство кој треба да ви даде максимален статус, да ги инкорпорирате нивните барања, а од друга страна да го изневерите. Ја парафразирам изјавата на Дегол кој вели, значи демократијата е поднослива само под еден услов да го имате мнозинството. Какво мнозинство? Искрено или фалсификувано? La majorité se vérifie Мнозинството се проверува секојдневно. pour nous, au За нас Parlement, dans во le cadre собранието, de la démocratie parlementaire. во рамки на парламентарната демократија. Затоа што е многу лесно да се види тоа и од моментот, нели, кога Voter, законите се изгласани со мнозинство, la majorité existe. мнозинството La постои. majorité se prouve comme la bicyclette. И мнозинството се докажува како еден велосипед, постојано, нели, вртејќи на педалите и изгласувајќи ги законите. Да. Но дали законите се носат со присила или со еден демократски начин, или со закана, да речем? Ако не одите по мојот пример, кажам некој политичар, независно се не избориме за ниту една политичка партија, за ниту една држава, дефинираме како дипломат и како еден магистрант по дипломатија, да речем, Oui. дали се остваруваат целите по пат на закана, присила или насилство? Certainement pas pour un très long temps. Најверојатно не на долгорочен план. Et certainement pas dans И dans најверојатно ce pays, не во оваа земја, затоа што caractère de во оваа ses земја, hommes politiques et de ses habitants. поради non, политичкиот naturellement, карактер на политичарите, но и Je n'ai населението. pas entendu И не que сум se слушнал soit mis dans ce cas. дека сме се нашле овде во тој случај, барем не во моментот. Да. Со оглед дека гледачите реагираат, еве гледам по интерактивните програми, дека некој од политичарите доколку вели ако ми застанете на патот да го имплементирам тоа што го зацртавме, ќе ги потребам сите можни средства и инструменти. Дали тоа е демокрација? À partir du moment où tous Моментот les кога instruments сите sont des инструменти instruments се démocratiques, демократски, il faut faire une distinction треба да се entre прави ce que разлика sont помеѓу она што значи les règlements d'une assemblée et деловник qui во sont собрание, parfois utilisés кои што et qui понекогаш peuvent être, се d'une користат certaine façon détournés. и може и да бидат заобиколени. Et il y a Во parfois некои des moments наврати тоа difficiles постои dans кај une нас démocratie и parlementaire. понекога се случуваат тешки моменти во една парламентарна демократија каде што пратениците не секогаш се согласуваат за начинот на кој што се спроведува правилникот. Значи, јас разбрав дека постоеше еден процес кој што почна во Охрид и го нарекуваме процес Жан Моне и кој што беше поздравен од сите нас, а во тој процес ќе треба сите да бидат согласни во однос на точно утврдените правила во деловникот и како тие да се користат. Тоа е нешто што е многу важно и ние посакуваме сите да се постигне договор за правилата на играта, затоа што тоа ќе докаже дека мнозинството нема да злоупотребува одредени процедури, но тоа ќе значи дека опозицијата ќе соработува со добра волја, а не систематски да прави обструкции. На крајот, тогаш нема да служи да имаме собрание, нели? Ако само ги користиме одредени аспекти од правилникот и постојано сакаме да се донесат закони или да се спроведува само една волја во собранието. Значи, постои минимум на джентлменско однесување.
l'essence des démocraties parlementaires de која е l'Ouest, суштината на една западна парламентарна демократија. Сето тоа беше усвоено од британците и во Франција ни беше потребно долго време за да го спроведеме истото. Генералот де Гол дури беше и критикуван за начинот на кој го користеше собранието, начин кој што понекогаш наликуваше нели на вирилен, но тоа сето се објаснуваше поради исклучителните околности во тоа време, а тоа е нели крај на војната во Алжир, која што беше граѓанска војна. Но очигледно е дека денес треба собранијата да си најдат нели урамнотежен начин на функционирање. Вие поминавте долго време во таа политичка криза и бевте во тек, но излеговте. Не треба повторно да се најдете во таква криза, затоа што во спротивно вратата на Европа нема да се отвори. А за тоа ви е потребно и мнозинството, но и опозицијата да си ги утврдат правилата на играта. Може ќе се случи некаква пролазна нервоза, тоа се случува и кај нас, бе во служба и на Италија. Во Италија, каде што парламентарниот живот е многу жив и не секогаш ја одразува најдобрата слика, нели? Така беше и во Франција во текот на Четвртата република, но ако треба да се најде начин за да се одлучи, тоа ќе треба да се одлучи само во собранието, тоа ќе биде референдум, нови избори, сето тоа е ваша слобода на избор. Но апсолутно треба да се согласите, затоа што тогаш државата нема да функционира, ниту да постои, но треба држава која што функционира и токму затоа ние го поздравивме договорот кој што беше постигнат помеѓу Грција и Македонија. Затоа што тоа докажува дека ќе успееме да се договориме за правилата на играта во меѓународниот живот, во меѓународни рамки, а за тоа ќе треба да биде прифатено и од грчка страна, но и од македонскиот народ. И за тоа треба македонскиот народ да се согласи самиот со себе за начинот на кој ќе се усвојуваат работите. Во спротивно, никогаш нема да се смета како правен субјект на исто рамниште со другите во меѓународни рамки. Ви го велам ова на ваков начин затоа што јас ја сакам оваа земја, тоа се и моите инструкции. Обидете се сами да се согласите, а не се тепајте за начинот на кој ќе се согласите. Одлучете да се договорите во една насока или во друга, но повторно да се навлезе во политичка криза со различни процеси едни против други, во однос на обвинувања дека едните се предавници, а другите дека се реакционери, тоа нема да служи за ништо, туку само ќе не однесе во игра помеѓу четници и партизани. А сето тоа не донесе ништо добро. Добар еден поширок одговор дадовте, но еве ми го спомновте господинот Моне. Да бидем искрен и покрај таа што го говорам англискиот, но влюбен сум и во францускиот јазик, со оглед дека малку говорам, се служам со по францускиот и за жал Македонија воопшто не посветува. Nobody is perfect, но слабо ја поспигнуваме кон франкофонијата и да дадеме малце значење. Но да се че идеме со франкофонија, го спомнав Моне. Од друга страна Шуман тој двоец, значи пред 50-60 години, исправете ме, значи поставувајќи ги фундаментите за Европската заедница, нината цел беше да ги обединат луѓето на трговски план. Викам, дали тој двоец, кој имаше на прогресивна идеја, стоп на тој Втори светски рат, на Хитлеровата коалиција, на тој хаос и да направи реинтеграција на народите и дадоа таа идеја. Од друга ситуација, за да стане членка на овој джет сет, да речам, што Македонија наистина заслужува, и што и мојата маленкост се кочели, да, треба Македонија таму да бидеме, како и во евроатлантските интеграции, по дефиницијата сме дел од Европа. Но друга ситуација сме ставени, Ваша екселенција, според јавното мислење, во една непринципиелна и неевропска профилација. Тоа значи,
Ние требаме да се само избришиме, да се само игнорираме, за да бидеме дел од овој джет сет. Може би пренагласено, меѓутоа тоа е јавното мислење. И конечно уште ова, дали доколку беа живи Моне и Шуман, и од нивни агол, ја гледат се тоа, народот констатира, ова присила врз еден народ, не е пренагласен збор, значи народот го кажува, дека треба да го смени името, идентитетот и јазикот, па да биде дел од едно европско семејство. А при тоа јасно кажал дека нема територијални претензии кон својот јужен сосед, дека говори на својот мајчин јазик македонски, единствен во светот, унифициран, дефиниран во светската организација, дека има свој идентитет кој се вика македонски идентитет, исто така признаен во светската организација, и сега на сметка сето тоа не важи и морате да се обезличите, па да бидете дел од нашето семејство. Прво за Шуман и Моне, а потоа другото. Поширок беше. Но мора да кажеме дека сето ова е една заедничко. Вашето прашање е извонредно. Кога го прочитав договорот, сфатив дека има тешки делови од договорот. Да. И тоа е очигледно. Но неколку минути подоцна ми се јави еден грчки пријател од Македонија, од Јужна Македонија, кој што навистина беше разочаран од договорот. Инаку нема ова да го кажам дека од еден договор нели никој не е задоволен, но очигледно е дека овој договор за секоја од двете страни представува пожртвуваност и мислам дека тоа треба да се истакне. Зошто? Затоа што има различни семејни приказни испреплетени. Јас бев генерален конзул во Солун и видов голем број опустошени села. Слушнав разни приказни за луѓе кои што не смеат да го говорат својот јазик. Сум го слушнал сето тоа. Сум слушал и за граѓанската војна. А граѓанската војна, како што знаете, се остваруваше во двете страни. Тешка историја е тоа. Но во овој момент, таа историја, која што беше замрзната, во замрзнувач, ако може така да кажам, со години, сега повторно се појавува на површината. Дали е тоа нешто што е целосно задоволувачки во однос на човековата вистина? Не би се осудувал да кажувам, но овој текст во наши очи и затоа и Париз со други главни градови го поздрави, представува камен темелник кој што се додава на европската градба. Затоа што без овој текст, кој што сигурно има слабости, но без овој текст не ќе имаше можност за напредок. Не само што ќе се чекаше можеби уште други нови 25 години, но работите кои што останува долго во замрзнувачот, еден момент кога ќе го отвориме и кога нели ќе се растопат, не се добри. Дури и не може ни да се консумираат. Значи, колку повеќе ги долговлекувавме работите, толку повеќе ќе имавме уште поголеми потешкоти да се створи урамнотежен дух. Мислам дека овој текст, со овој текст се затвора една епизода од историјата на Балканот. И отвара, можеби, нова страница. Иако таа страница треба вие да си ја напишете со грците и заедно со нас. Морам да упаднам. Рековте, се завршува на страница на Балканот. Меѓутоа, се добива впечак, се завршува и идентитетот на еден народ. Така јас како што видов во текстот на договорот, важни аспекти се постигнати во однос на идентитетот, кои што се признаени, особено македонскиот јазик е признаен,
l'identité macédonienne Македонскиот est aussi идентитет reconnue. е исто така признаен Il y a le préfixe de и префиксот Macédoine Односно- du Nord. En français, ça sera plutôt un suffixe d'ailleurs. Et, Северна Македонија придавката. mais le mot На Macédoine француски est là. би бил суфикс, Quand но je зборот vois- Македонија е quand je тука. vois la réaction de И кога ги certains гледам de mes amis реакциите grecs, je me на dis одредени que, мои en грички effet, пријатели си велам, c'est quelque chose навистина, qui n'a pas été facile et d'ailleurs on voit les станува збор réactions, за нешто што не en беше Grèce, лесно да го parce que vous прифатат regardez и la тие, télévision затоа comme што ги moi. гледам и грчките реакции, и вие Et гледате donc- телевизија donc како и ça јас. ça n'est pas facile. Значи, за Et нив comment не е faire лесно. que cette identité И како да macédonienne, направиме qui ne да тој signifie pas la même македонски chose pour идентитет, vous et кој pour што eux, не значи иста работа за вас и за нив, accepté да comme биде une прифатено identité de partage, c'est како ça, la nouvelle споделен заеднички page à идентитет. écrire. Тоа е новата страна која што Et- ќе et треба bien да sûr, се c'est les напише. aspects les И plus тоа се engageants може de би l'accord. најобврзувачките C'est toute la liste des аспекти, а coopérations тоа qui е vont être цел faites. список на соработки кои што ќе се спроведуваат. Не спомнам за кооперативноста, меѓутоа мораме да ги испоштуваме и рекламите. Со оглед почитување рекоме дека вечерашното издание на отвореното студио во контекст на Гласот на народот, кој одбележува својата 18 годишнина, како и дипломатската лиценца која е дел на овој проект, да и се заблагодарам на козметичкото студио Жанета Естетика од Скопје, специјалист козметолог е единствен Македонија која се грижи за вашето здравје, лице и отстранува секакви акни и во секакви форми и ситуации, стадиуми. Значи, козметичкото студио Жанета, Ваша екселенција, ги посетувате ли козметичките или студијата за релаксирање во секој случај? Écoutez, si nous avons un mécène, j'irai le voir. Ако имаме некој мецена во тој поглед, ќе одам да го посетам. Повелете. Merci S'il vous beaucoup. plaît. Еве и за Жаклина, од нас имате исто така почитувани, доколку се јавите во наредните неколку минути, на првите двајца ќе добиете третмани кај госпоđата Жанета, интересни третмани, и да го поздравиме драгиот пријател и поддржуваш на оваа емисија, господинот Пепи, инаку собственик на еден ланец на месарници во Скопје. Да ви кажам искрено, знам дека сте голем гурман, дегустатор. Сте чули ли за еден прекрасен ресторан, Кермес, ви спомнува нешто од старо Скопје? Во паркот. Верувам дека Dans le parc. дај Боже, овој градоначелник, Je сигурен сум дека и претходниот Коце Трајановски, а и јас сум фер. Трифун Костовски, ќе го спомнам, а он ќе се позамисли дали требаше да го спомнам, но еве, како и да е. Требаше да се отвори повторно тој прекрасен монумент на Скопје, Кермес, а не случајно господинот Пепи, кој ги произведува најубавите кебапчиња. Верувајте ми, ова мораше да направам. Од тоа време, значи, да се врати шмекот и убавината на Скопје. Еве, тоа беше мојата обврска на моите кооперанти. Одиме со рекламите, се враќаме во студиото. Следуваат многу и жешки прашања и интересни содржиња. Останете со нас. Почитувани, неговата екселенција Кристијан Тимони, амбасадорот на Република Франција во Македонија, е наш и ваш согорник. Екселенцијо, повторно кај генерал де Гол, кој вели политиката е нешто премногу сериозно за да им биде доверено на политичарите. Значи, самиот генерал верува во тоа дека политичарите не можат сите да ја имплементираат или да се играат политика. Како го дефинирате денеска политичарот? Како тој треба да изгледа? Како баронот Мюнхгаузен или како Рил? Je crois que chaque pays a son Секоја modèle земја de си има свој модел politicien на idéal. политичар, Je идеален répondrai au политичар. général de Gaulle, Но parce ќе qu'il одговорам avait за генералот де Гол, une très célèbre phrase затоа qui што disait постоеше една que la фамозна guerre негова était une chose решеница trop дека sérieuse pour la laisser aux војната militaires. е сериозна работа за да им се остави само на војниците. Donc, je crois que tout le monde a des И amabilités мислам дека à se- секој à си има s'envoyer. Et- собствени работи на et префрлање. je crois en effet И мислам qu'un nouveau modèle дека нов de модел politicien est на en train политичар de naître. полека се појавува, се раѓа, Et ce sont des и тоа се politiciens политичари qui communiquent beaucoup, кои што многу комуницираат qui doivent communiquer car ils n'ont pas le и кои choix. што мораат да комуницираат бидејќи немаат избор.
И истовремено мора да наблюдуваат за генералните интереси кои што се од суштинско значење за земјата. Значи, тие делуваат во континуитет. И постои една голема потешкотија да се спојат двете. Односно да склучат брак. И мислам дека најдобрите политичари се уште не го нашле, ако не и никогаш нема да ја најдат идеалната формула. И затоа често ќе бидат критикувани, затоа што тие се изразуваат, превземаат ризици, се разоткриваат, а со развојот на настаните често пати понекогаш претходно искажаните реченици се ставаат во поголеми стеги. Мислам од таа гледна точка ќе треба да се обидеме да видиме кои се фундаменталните интереси кои што секој се обидува да ги следи. Почитувани, со оглед дека рековме дека вечерва не ќе можеме да ја вклучиме, но ми испративте прашања. Ќе биде задоволство во текот на емисијата, ќе прочитам интересни прашања на господинот Александар, но таа за некоја минута. Амбасадоре, додиме за и околу договорот, подпишан во Преспа, во грчкиот дел, од Преспа. Од друга ситуација, јас ќе се заблудирам на телевизија Алфа и за еден прилог, режијата нека го подготви, господинот Горан Момировски во својата емисија 60 минути, даде една добра анализа, вклучувајќи дека повторно стана работа лов во матно, се мисли на авторите и креаторите на овој документ, дека воопшто не требаше така да постапат и дека идентитетот не смееше никој да го гибне, бидејќи идентитетот веќе е признат и верификуван од нашиот южен сосед години наназад и секако преку Советот за безбедност. Значи, одиме со тој прилог, почитувани, со оглед дека е доста интересен. Македонија на Грција во однос на јазикот и нацијата за кои сега Заев тврди дека извојувана голема победа. Владата сега тврди дека тие се забетонирани, но ако се видат документите на Обединетите нации, ќе се види дека за нив воопшто не е преговарано затоа што со своји одлуки токму Светската организација утврдила дека тие не може да бидат предмет на преговори. 60 минути ексклузивно објавува документот август 2001 година издаден од Советот за безбедност на Светската организација, поврзан со потпишување на Охридскиот договор, во кој се бара да се почитува етничкиот идентитет и интересите на сите граѓани на Македонија. Со ова практично, Обединетите нации де факто го признаваат идентитетот на македонските граѓани, меѓу нив и на македонците, и затоа е чудно што сега владата тврди дека токму таа се изборила за македонскиот идентитет. Истото се споменува и во документот 14 јуни годинава, односно во писмена комуникација меѓу овластени луѓе на Светската организација и членовите на грчкиот преговарачки тим Пасас, Грамата и Параскевополос. Во документите од грчките архиви јасно се гледа дека Советот за безбедност дава потврда за македонскиот идентитет и јасно е дека сега се манипулира со огромна историска победа и заштита на нашиот идентитет, кој што никој не можел да ни го одземе ако македонската страна била барем малку разумна. Ова абсурдна ситуација во која Македонија загубила добиена позиција најдобро се гледа во преговарачки материјали од 2008 година, каде што јасно е наведено дека името на нацијата е македонско, јазикот македонски. Ова е особено важно да се објасни затоа што јазикот и придавката како националноста не се предмет на преговори, затоа што според забелешката на Обединетите нации воопшто не треба да бидат дел од формален договор. Во забелешката се наведува дека употребата на овие предмети во Обединетите нации треба да бидат презентирани административно до Советот за безбедност од генералниот секретар, кој што пак препорачува да се користи македонски за јазикот, придавката и националноста. Уште од тогаш, според Обединетите нации, нема простор за Грција да се противи на употребата на македонски за така наречените идентитетски прашања на неексклузивна основа, нешто што сега премиерот ни го прикажува како голема победа. Иако тој практично се согласил да се прекажи позицијата на Обединетите нации со прифаќање на двојната придавка македонски и граѓани на Северна Република Македонија. Дополнително, од документите се гледа дека Македонија ги прифатила сите барања на Грција, а не обстанала на ниту една од своите позиции градени уште од 1991 година. Во овој контекст, принципот ерга омнес е еден од најголемите апсурди во целиот пакет. Македонија во случајов не прифатила само класична дефиниција на ерга омнес, која се користи само во контекст на меѓународна употреба на одреден принцип,
туку се согласила на проширена употреба која што досега не е забележена во историјата на меѓународното право. Ако се земе примерот на Северна и Јужна Кореја како земји кои што се споменуваат во одбрана на договорот, ќе се види дека официјалните имиња на земјите внатре не се исти со тие под кои што запишани во Светската организација. Па така Северна Кореја за дома е Демократска република Кореја, а Јужна Кореја е само Република Кореја согласно домашните правила и устави. Македонија е единствената земја на светот која што прифатила странска држава да ја го менува уставот и со тоа и целосниот идентитет на нацијата, граѓаните и културата. Амбасадоре, ваш коментар. Особено последното што беше кажано. Единствена земја која прифатила странска држава да го менува идентитетот и уставот. Имав превод на ова и јас на вистина ништо не слушав, но доволно разбирам македонски, за да можам да го следам прилогот, а и темата ми е позната. Можам да ви кажам дека можеме да бидеме светец кој што има право највисоко на колонадата и да комуницираме со небото. И ќе одиме, нели, на небото. Но во меѓународниот живот не е баш така. Може да сме во право, но ако останеме 27 години во своето ќоше, а имајки право, тогаш ќе се запрашаме, можеби, зашто служи сето тоа? И оние, значи, кои што одлучија да работат заедно за да се подпише овој договор, смета и мисля дека треба да се излазат од тие цврсто утврдени ставови, секој си ја имаше картата на своја страна и во еден момент одлучуваме заедно да се стават на исто купче сите карти и да кажеме, сега заедно ќе играме, а не секој да биде во право во своето ќоше. Затоа правото значи и креативност, но и приближување на двете волји. Тие две волји можат да се променат, а потоа ќе треба сето тоа да биде одобрено. Одобрено од двата народа. Овој текст е само предлог. Се разбира дека беше подпишано од двајцата министри за надворешни работи, затоа што смета дека тоа правична база за приближување на двете земји, тие ја превземаат својата одговорност во однос на сопствениот народ, но исто така и одговорност за изложени на критика, затоа што се сосема свесни што се мора да отстапат и знам дека господинот Димитров е поборник дека Македонија си ја доби својата правда кај Меѓународниот суд на правдата и е воодушевен од тоа, но тоа и затоа не беше многу обожуван кај грците, но и знае кои се отстапките кои што беа направени, но отстапките се направени за да се добие нешто. А потоа на народот му останува да одлучи дали сето тоа вредело. Се е убаво што зборите. Еве јас од ова место повеќе ќе повторам. Се што е во интерес на Македонија, верувајте ми како новинар, како автор на еден доста угледен проект, ќе дадам максимална поддршка. Но, од друга ситуација, јавно го поканив председател на владата, господин Зоран Заев и господин Димитров, како носители на овој проект, да дојдат и член по член да го образложиме на јавноста, но да го слушне и гласот на народот. Че се согласите со мене. Така се добива мандат од народот. Дали е тоа вистинскиот демократски начин да се решава тоа, отколку да се досуди во своите заедници, во своите здруженија, во своите колективитети и таму да се дискутира како што треба да се направи. И мајчи факт, Ваша Екселенцијо, станува збор за документ кој треба да решава судбина на еден народ, не на една политичка партија, или две или три политички партии. Просим, ова не е покана за свадба или некоја журка приватна на некоја политичка партија. Тоа е општо јавно мислен. И конечно, од друга страна се атакува врз интегритетот на првиот човек на државата. Тоа беше во медиумите пренесено од така медиумите го пренесуваат и аналитичарите ја модифицираат таа изјава на премиерот Зоран Заев, дека доколку не прифати председателот, не го потпише законот за ратификација на меѓународни договори,
а имајќи факт дека истата политичка партија Социјалдемократски сојуз, на чело на председателот на собранието и почитуван Тито Петковски, пријател и на оваа емисија, учествуваше во времето на промена на системот 2006 година, значи беше дел од гласот на народот и верувам дека ќе дојде, и да го прашам истото. Дали тие што го донесува законот, како се ратификува документи и кој ги подпишува, сега наеднаш да не важат и да се полука, простете, народна забелешка, а тако врз интегритетот и ликот на председател на државата. Се носат закони, Ваша екселенцијо. Не се тоа менија, простите, на некои ресторани, па можеме да допишеме какви јадења по желба и редови работи. Се носат закони. Простите, поголем коментар беше, меѓутоа тоа беше сублимат од народот. Повелете. Mon commentaire ne pourra pas aller bien Мојот loin коментар не може да оди подалеку, les affaires intérieures. бидејќи не сакам да навлегувам во внатрешните работи во земјата, јас сум акредитиран кај председателот на државата и работа ми соработувам со владата. И јас сакам Harmonieusement, и тие две инстанции хармонично да соработуваат колку што е можно повеќе, затоа што со тоа ќе се овозможи земјата да биде почитувана низ светот. ils vont travailler. И кога ќе успеат да работат и соработуваат заедно, тогаш добивате вие. Donc il faut Затоа ќе треба, според мене, странските дипломати да направат се favoriser autant que possible за колку што е можно да го промовираат тоа добро согласување, а не да додаваат масло на огнот. Ви кажав дека земјата не треба повторно да навлезе во криза, затоа што тоа е најлошото за вас. Бидејќи сите придобивки кои што ќе треба да ги добиете од тој договор, serait тогаш ќе бидат изгубени, sans aucun profit. без ќар за никој. Moi, j'appelle tout le monde. Затоа јас ги повикувам сите на ум да го имаат пред се националниот интерес. Il y a des divergences Се разбира дека постојат различни интерпретации на текстот на Уставот, sur la pratique constitutionnelle. но и на уставната практика, особено за правото на вето од страна на председателот. Je pense qu'il faut И мислам дека ќе треба да се најде начин да се соработува и начин кој што ќе биде соодветен со такво уставно интерпретирање кој што ќе ги задоволи сите страни. Само така една цивилизирана земја функционира. А вие помеѓу правниците ги имате и најдобрите од поранешна Југославија. И затоа не е разбирливо ваков вид на криза повторно да се воспостави. А со тоа ќе им се дадат и аргументи на кои што на оние кои што на неоправдан начин смета дека Македонија не е можеби зрела за влез во Европската унија, за кандидатура во унијата, ако не успее да се договори внатре за интерпретација на собствениот устав. Значи, обидете се миролюбиво да се разберете, затоа што инаку тоа не ќе ве одведе никаде. Во реди, амбасадоре, јас исто ќе повторам. Значи, како медиум и како автор, чеча медиум на ова програма, автор на ова програма, максимална поддршка би дал и ќе дадам на секој кој добро мисли за оваа држава, независно, значи политичките партии воопшто не се битни. Битна е националната интерес, националната стратегија. Но се создава сомнеш, Ваша екселенцијо. Прашањата кои допираат до овој проект, до оваа програма, се многу јасни. Вика, како можеме да прифатиме програма, оваа договор, кој се чувало цело време во фиоки, се оддалечуваше подалеку од народот, и сега кога е донесен, простете, народна констатација, на еден шверцерски начин, тоа народот така го оценува, не ни даваат можност да тоа се произнесе член по член, да се објасни. И затоа ја велам, дали и натаму треба да се има лов во матно и да бидеме ставени под плаштот, да речеме под некаков датум, а од друга ситуација вашиот председател, почитуваниот Емануел, председател Макрон, кој рече дека ќе чекам до последна минута. Повторно создава сомнеш кај народот македонски. Бидејќи кога ќе изгорите, Ваша екселенцијо, и на јогурт, вели народната, и на јогурт или на млеко ќе дуате. Изгоривме со грците, со привремената спогодба. Ние го ратификувавме во собранието, грците воопшто не. Уште ова да додадам. Ја добивме пресудата, почитуваниот Димитров беше противник на грците,
како представник на македонската влада, заедно со Милошевски и тој тим, и освоивме победа 14-2. Значи, тоа е светски суд, конституиран од моćните ваши држави, во кои Франција и Германија, да не ги бројам. И самиот генерален секретар Бан Ки Мун јасно упати дека мора се почитуваат одлуките. Имаме еден двоен стандард, малку пошироко коментирав, али верувам че дајете сублимат. Или ја користите она кај што има сила, правда нема. Или реал политик. Не важи меѓународното право. Ако сакаш да бидеш дел од нашиот друштво, ќе играш како што ние ќе ви свирнеме. Ќе ви свираме. По наш такт. Il y a une part de réel politique dans tout cela. Il ne faut pas mentir au peuple. Comme Има дел од реална политика во сето ова и не треба да се лаже народот, како што велите вие. Et je pense que le peuple est tout à fait И мислам дека народот е самиот способен quelles sont les vraies marges. да ги открие вистинските маневри. Mais ça, c'est une autre chose. Но тоа е друга работа. L'absence de transparence du Недостатокот на транспарентност во целиот овој processus, процес c'est un reproche qui peut être fait, може mais il ne faut да pas биде oublier забелешка, que но не треба да les discussions заборавиме дека durent преговорите depuis des années, comme траат vous веќе savez, години наназад, како што знаете. avec la médiation de Со M. Nimitz, посредништвото на господинот Нимиц, et que si nous n'avions pas и ако été не un peu plus успеавме vite, nous да aurions одиме pu finir побрзо, par trouver тогаш un autre ќе médiateur. мораше да се најде нов медиатор. Donc, cette affaire Затоа est devenue таа presque работа une caricature. стана Peut-être своевидна des limites de карикатура fonctionnement за ограничувањето на функционирањето во меѓународни рамки. Но во еден момент, où les Nations Unies sont кога remises en cause, Обединетите нации се доведуваат certains de ses membres les plus во puissants, прашање, особено од страна најсилните quelque chose qui членки, ait fonctionné и доколку dans ce се cadre, добие et нешто qu'on што е soit функционално во тие arrivé à un рамки, texte и доколку qui, encore успееме une fois, и n'est успеавме да considéré стигнеме до ni текст par une grande part de l'opinion grecque, ni кој par што ни une кај part грчкото de јавно l'opinion мислење, ни кај мнозинското македонско мислење не се смета за совршен и прифатлив, prouve но сепак dans le cadre des тоа Nations докажува дека во рамки на Обединетите нации може да успееме да предложиме текст. А потоа, двајцата премиери се обврзаа лично во овој процес, со храброст. Дури оние кои што не ги сакаат велат дека превзедоа дури и лични ризици. А нивните министри за надворешни работи, кои што имаат потехничка визија на нештата, прифатија и овозможија да се постигне тој текст. Потоа народот, како што рековте и самите вие, ќе бидат судии на текстот. Но мислам дека, доколку сме успеале да работиме член по член, под будното око на чаршијата, како што велите, тогаш не ќе можевме да постигнеме ништо. Не видам чаршиски муабет, тука сериозно зборам дека треба јавно и гласно со народот да се артикулира. Нема, сепак ние новинарите ловиме секакви изјави. Еве, додека говорите, значи упаднав неколку пати вашите одговори. Со оглед дека мора да интервенирам, новинар сум. Не можам тек така да ве оставам, че ме разберете. Ние сме добри пријатели, но тука вика служба, дружба, дружба. Ние, ако дадете некаков незгоден одговор, мора контрапрашање, че се согласите. Значи, и председателот на владата, и шефот на дипломатијата мора, според моето мислење, да се обратат на нацијата и јавно и гласно да го елаборираат документот член по член. Фативме една ситуација на една од телевизиите на скопски телевизија. Шефот на дипломатијата, нека ми прости, јас ќе го побарам денове, имаше едно директно прашање, мојата колешка се беше неподготвен да даде одговор. Јас го разбирам дека народот вели овој октруиран документ, донесен токмат од надвор, како што беше Охридскиот договор. И мора да минуваш. Добиваш. Составен, напишан, според некои луѓе кои требаше да го состават. Значи не е формулиран од Бихачка, политичката партија која е лидер сега, нели, на политиката, или некој друго, или да речам Дуи и така натаму. Значи, сепак е донесен тој документ.
Самиот шеф на дипломатијата кажал дека го составувале, што не е тоа лошо, мислам, меѓутоа ли треба консултација со тогашните политичари. Значи, колку имаа власт, има и опозицијата е власт, и председателот е власт. И конечно, дали час поскоро, со оглед односно не ми одговоривте, може би предолг бе со коментарот. Председателот на Франција рече, јас ќе чекам се уште до последен момент. Што тоа значи? Значи дека може Франција да ни удри вето у таа ситуација, да не ни даде датум за преговори, а и австријанците рекоа се заканија. Ако стане збор за Турција, да влезе за околу проширувањето, ние ќе станеме ембарго Македонија да добие датум за преговори. И вреди ли натаму ние да играме рулет, да се коцкаме со светото тројство, име, идентитет и јазик? Простете, подугажам. Бев широк. Pardon. C'est moi qui étais trop long avant. Јас бев предходно долг, значи извинете вие. Des affaires compliquées. Станува збор за комплицирани работи, мислам дека треба да се почитуваат гледачите и да се дадат детали. Што се однесува до председател, за мојот председател? Не знам. Што ќе се случува? Не знам која ќе биде неговата конечна одлука, затоа што има во момент преговори. Est-ce que c'est une réponse diplomatique ou sincère? Totalement sincère. Сосема искрена е мојата изјава и ќе кажам дека јас би сакал тој да практикува транспарентна дипломатија дури во однос на мене. Затоа што се наоѓаме во срцето на некои преговори и знаете дека преговорите не се само околу судбината на Македонија. Туку станува збор за преговори, за низа на работи, за иднината на европските институции, особено за еврозоната. Се во игра. И тие дискусии имаат многу повеќе страни. Има нов настан кој што се случи пред кратко време, а тоа е референдумот кај вас. Кај нас пак ги имаме резултатите од изборите во Италија и во други земји. И параметрите од сите овие работи за кои што беше разговарано предходните месеци или недели, сега се не толку прецизни колку што биле во минатото. И затоа ќе има првични разговори кои што ќе се случуваат во средината на идната недела на ниво на министри за надворешни работи, за да се обидат да стигнат колку што е можно до што поголем заеднички став, за да можат потоа шефовите на држави и на влади, кои што ќе имаат средба во петок, да постигнат до одлуки во клима каде што теренот ќе биде деминиран предходно. Да им оставиме малку време за да работат. Јасно е дека Франција многу бара, а бара многу во однос на критериумите, затоа што признаваме дека беше направена огромна работа. Признаваме исто така дека за овој договор беа потребни големи напори од оваа земја, но ќе треба потоа истиот нели да биде изгласан, за тоа ќе одлучи народот. Но постојат критериуми кои што се прецизни за отворање на преговорите. Не сме спремни да ги пожртвуваме тие критериуми. Тоа е ставот, каков што беше објаснет од председателот Макрон на премиерот Заев во Софија. Но тоа не значи дека сите врати се затворени. И од друга страна, ќе кажам дека овде предстои уште работа. Тоа е она што го вели и опозицијата, но и мнозинството, дека постои една агенда реформска, која што треба да се спроведа. Шефовите на држави и на влади заедно ќе разговараат како различните
аспекти да ги урамнотежат и ќе видиме кој што ќе биде конечното решение, кој што ќе биде донесено во однос на датум за почеток на преговори. Но ставот на францускиот председател е јасен, местото на Македонија, но изна земјите од Западен Балкан е во Европската Унија. Станува збор само за рокови, за хронолошки редослед, но исто така и за прашање кое што зависи од начинот на кој што земјата ќе се развива во наредните месеци, дали ќе има доволно единство, дали ќе има дебата, која што ќе се води во демократија, но без насилство, дали ќе има урамнотежена кампања околу референдумот, сето тоа се прашања кои што се важни и се разбира. Не ќе може ние да одлучиме. Нели држајќи нож до вратот, велејќи дека македонскиот народ ќе биде обесхрабрен, ако не ни кажете данас е. Но, ќе треба реално реформите да навлезат во оперативна фаза, затоа што тоа е најважно и затоа македонците треба да бидат обединети околу таа програма. А сето друго ќе си дојде. Јас да бидам искрен, упати порака на председател на владата и му спомнав. Значи, нас ни е битна по секоја цена реформата во државата, тоа ги правиме за нас реформите. Дајте да се издигнеме како држава која заслужува респект, а не да се подчини, да скрши кичма, бидејќи доколку ние направиме вистински реформи, во вистински смисла на зборот, а да не водиме камиказа дипломатија и политика, нарушувајќи ги тоа светото тројство што го велам ја, идентитет, јазик, име и се она што не се купува, ни се нарачува, а потоа како е на Исланд, која вика не сакаме Европска унија, чуму ми е? Шведска. Значи, тоа се земји кои не сакаат да слушаат. Едноставно, добро ми е. Мислам, исправете ме дали во НАТО, или меѓутоа за Исланд не сакаше воопшто биде дел на Европската унија. Но, дали преди се мораме ние дома економски да се етаблираме, а потоа да бидеме дел на Европска унија и конечно, Ваша екселенцијо, ќе прочитам денеска Веруфакис, како му беше името, тој е поранешен министер за финансии во владата на Ципрас. Ова е таква иронија, знаете, значи што не сум ја видел. Вели, договорот меѓу Македонија и Грција ќе успее да го оживее грчката блокада до 2060 година. Ви се молам, министер за финансии, значи ни се смее во лице. Значи прв човек близок на Ципрас. Значи овој договор ќе им возможи на грците убаво кротко да си уживаат и да си добијат нова транша од 15 милиарди евра. И конечно шефот на германската влада, канцеларката Меркел, медиумите пренесуваат. Доколку успеете да завршите работа со Македонија, ќе ја пролонгираме траншата за вашите пензионери до нова година. Ваша екселенцијо, дали Македонија треба да биде колатерална штета, за да Веруфакис, министер за финансии, во бркни се смее, иронично, или ова ќе не спаси за блокадата на Грција до 2060 ќе повторам. И ќе си добијат сега 15 милиарди евра гладно срце или поднапено со некој узенце, а македонскиот народ, простете, да остане со прстуста. Ова е навистина сознава револт, бидејќи тоа се изјави и уште една изјава, претендентот за новата влада, синот на Мицотакис, вели овој договор нема да важи, ние ќе го смениме. И каква е тогаш доверба, каква довер македонскиот народ и дали треба да биде ладнокрвен? Верувајте ми, од ова место ви гарантирам дека ја сака Македонија да биде во Европска унија и НАТО. Верувајте ми, напротив, не сум евроскептик. Ја сакам да внесам европска клима. Ние по дефиниција припаѓаме Европска унија, ама со достоинство, Ваша екселенцијо. Дали треба документите да се кријат договорот и покрај тоа на каков начин се донесе, без народот да се информира, без народот да се етаблира во делот на запознавањето на овие членови. И еве овие изјави што ги дада и уште една изјава од Илија Тедов од Македонскиот научен институт од Софија, вели дека Македонија е большевичко, да речам, една коминтерска нација.
Па нели навредувачки, Ваша екселенција? Од една страна имаме Бугарија, од друга страна Грција, два наши соседа. Простете, по-широк беф, али мораше да ви го кажам. Non, mais vous avez raison, mais si on commence Во à право faire сте, la liste знаете. de tous les Ако направиме список на сите шашави коментари, on n'aura pas fini. Parce que нема да завршиме, ce знаете. sujet a attiré Затоа што за оваа тема les remarques les plus sottes, et donc il faut имаше можеби најглупави забелешки. Келела, J'aime bien comment vous lire faites Monsieur commenter? Varoufakis parce que Многу сакам да го читам Варуфакис, il est très pimenté. затоа што е доста зачинето неговото четиво. Il n'est pas resté longtemps ministre. Но долго не остана министер. Avec de l'origan, avec quoi? Оригано ли е зачине? Pimenté avec quoi? De l'origan ou autre chose? Ah, il a des conceptions extrêmement alternatives. Алтернативни du концепции има за monde. функционирањето на светот. Et c'est très utile. Mais je ne suis pas sûre que И cet тоа е многу excellent корисно, professeur ait fait но un très bon ministre. мислам дека тој извонреден професор може би не беше најдобар министер. Chacun son métier. Секој со својата професија. Меѓуто 15 милиарди евра ќе Mais добие 15 millions d'euros va obtenir la Grèce. Alors, vous savez, il se Знаете, raconte beaucoup de choses. многу работи се раскажуваат. Et je vous assure que l'argent И allemand бидете убеден дека германските пари ne se donne не pas се дават не така се лесно. даваат, sur d'autres critères que les се critères даваат financiers во однос на други критериуми. et économiques. Се даваат само врз база на разбирате, финансиски кога и зборам економски критериуми. Не разбирате македонски, меѓутоа и германската канцеларка изјави, медиумите пренесува. Завршете таа работа, ќе го одложиме проблемот со пензионерите во наредните 6 месеци. Па тоа прашувам, нели малце дискредитирачки, навредувачки, значи македонскиот прашање, идентитет, јазик, што навистина се става на маса, се говори за Alors, него. la citation de la chancelière, Цитатот на канцеларката j'aimerais bien la voir. би сакал Par son да го service de видам presse. од незината пресслужба, затоа што никогаш не сум видел таква изјава. Туку сум видел таква изјава во грчките медиуми. И со сета почит која што ја имам за тој печат грчки, затоа што долго работе во Грција, сепак мислам дека не им недостасува имагинација. Доколку наредната емисија ми дојде германскиот амбасадор, тоа ми е интенција и затоа реков дека сакам да што повеќе има европска клима, меѓутоа со кон македонското достоинство. И ова, пред да го читам двете прашања, господин Александар, само да ги најам рекламите, морам да го испоштувам договорот да се работка. Одиме со реклами и се враќаме во студиото. Почнувани да влагаме во финалето на вечерашното издание на дипломатската лиценца. Рекоме дека денеска го одбележуваме 18-тиот роденден на гласот на народот, каде дипломатската лиценца е дел на овој голем форум. 18 години е на полнолетност да екзистирате во етерот, навистина само душата и моја знае како го поминав и сите вас. Ваша екселенцијо, не ми одговорите кратко за синот на Мицотакис, дека најави, само кратко ве молам, ти сакам неколку добри прашања. Дали имаме шанса да очекуваме дека може да се деси и покрај, ако овој договор помине, што да бидам искрен со ваков начин на политичка артикулација, тешко кој народот ќе помине, бидејќи не може и натаму ловоматно, без народот да се консултира и без она, да речеме, фингерајка, така го велат народ, фингиран референдум, од искуството од 2004 со територијална поделба и дека денески председател на опозицијата се огласи дека ќе поддржи референдум, но задолжителен референдум, знаете 50 плюс 1, затоа ќе правиме посебна емисија. Кажете ми за изјавата на Мицотакис, а потоа ќе го прочитам што изјавил татко му Мицотакис. Alors, je vous suggère d'inviter mon collègue. Тогаш ви сугерирам да го поканите мојот колега, грчкиот амбасадор, францускиот амбасадор во Франција, затоа што јас не смеам да коментирам изјави од грчка страна. Тоа не би било професионално од моја страна. Надвор од дипломатскиот кор. Malheureusement, nous ne sommes pas dans la plus grande intimité. Не сме во интимна атмосфера, знаете. Знаете што јас кога ќе дадам некоја изјава надвор као новинар, си земам за право да тоа коментирам, реков, но како неофицијално, како новинар. Но како и да е, не ве присилувам.
Ќе ми дозволите само да прочитам една изјава дадена за Гласот на народот од Панајоти Димитрис, дадена е 2010 година и вели вака: Грција мора еднаш да разбери, се помири со фактот дека постои Република Македонија и дека постои македонски народ и македонски јазик и дека поради тоа Грција едноставно мора да ги прифати сите овие нешта. Ова за програмата Гласот на народот го изјави Панајотис Димитрис, председател на Хелсинскиот комитет на Грција, укажувајќи при тоа дека Грција треба да престане да води политика која не води буквално никаде. Меѓутоа, проблемот е дека грчкото јавно мислење е дека на тоа јавно мислење никош не му беше објаснето дека овие основни човекови права или права согласно тие меѓународното право и наместо тоа тие веруваат со помош од министрите од Европската унија пред 10 години дека Грција има единствено право на тоа име и дека сега размислуваме на истата тема. Повторно за влезот во НАТО, да размислуваме за заедничка соработка и да размислуваме за заедничка иднина, безбедност, истакнува Димитрас. Првиот човек на Хелсинскиот комитет потенцира наместо за тоа да размислуваме како ќе се нарекуваме едни другите. И многу скоро поранешниот грчки премиер, вели Панајотис Мицотакис, значи Мицотакис го изјавува повторно, ја повтори приказната и рече дека конфликтот не е во врска со името, туку проблемот е за македонското малцинство во Грција. Именно луѓето во Грција се плашат дека доколку се призне државата под име Македонија, евентуално Грција ќе мора да ги призне македонското малцинство на својата сопствена територија. Додека ако пак државата се признае поинаку, тогаш Грција нема да има потреба да го призне ова малцинство. Проблемот е што грците како народ не знаат и никој не им кажал дека македонското малцинство во Грција е признаено со Европскиот суд за човекови права пред 10 години, кога тој ја донесе одлуката против Грција, за тоа воопшто не го признава, зошто тоа не го признава македонското малцинство. И како што вели Димитрис Панајотис, значи да не го должам муабетот во тој контекст, значи, Ваша екселенцијо, изјавата на господинот Мицотакис, таткото на младиот Мицотакис, кој сака и претендира според политичката карта и јавното мислење, дефинитивно тој е новиот премиер на Грција, бидејќи Ципрас и Сириза многу падна. Што тоа ќе се случи? Може ли да ни наметнат ново име Централно Балканска република, што нема ни Македонија, нема да има ни македонци и што да добиеме? Друга ситуација, некој ќе си го добие тоа, ќе си стане председател на Македонија или ќе си добие дел од колачот што вели $1 милиарда. Не сум толку добар во предвидувањата како вас. Ја ви читам изјава. Vous croyez que c'est une prévision? Je vous lis une déclaration. Тоа се вашите идни предвидувања во однос на тоа што би се случило. Јас веќе имам големи потешкоти дури да предвидам што ќе се случи во вашата земја, тогаш да се лимитираме на Македонија, не за другите. И можам да ви кажам за силниот ангажман на големите партнери на оваа земја и околу овој договор, затоа што знаете дека договорот беше поддржан и поздравен и од Соединетите Американски држави, од Германија и од Обединетото кралство и од Франција и многу други. И дури од Русија беше поздравен. Значи, со тоа, за нас се создава морална обврска. И јасно е дека политичарите и од едната и од другата земја, кои што би го довеле под знак прашање договор, кој што е прифатен. Од една страна од народот, но од друга страна и од парламентот само, затоа што треба грците да го усвојат договорот во собранието, тогаш политичарите што ќе направат? Ќе се најдат на вистина во тешка состојба, бидејќи двете земји треба да ги земат во обзир
и економската состојба на едната и на другата страна и пред да се донесат одлуки од ваков вид, најверојатно, сигурно, треба да се добие целосна согласност од населението. Тоа не ми се чини толку лесно, но имајќи го во предвид ова олеснување во меѓународни рамки за договорот, кој што нели претходно носеше проблем во повеќе сектори и кај јавното мислење од двете земји. Но што се однесува до меѓународното право, постои билатерален аспект на договорот, но ние сме сите дел од меѓународно општество. А кога целокупното меѓународно општество поддржува и усвојува текст, тоа значи дека тој текст има и предности. И најверојатно партнерите нема да бидат спремни да се откажат од таков договор. Така лесно. Тоа е она што можам само да го кажам, затоа што има ризик во се, знаете. И единствениот ризик, ако не сакаме да превземаме ризици, тогаш да си останаме затворени кај себе, да не излегуваме од дома и да не разговараме со никого. А тоа е сосема спротивно на духот на овој договор. Знам, амбасадоре, и дај Боже да биде се како што треба, верете, напротив, најмалку сакам да и наштета на мојата земја, меѓутоа, сепак, како македоница, потоа како човек, ми значи тоа што викам свето тројство. Може некој нема да го прифати, али тоа е вистината, тоа е името, јазикот, идентитетот. Ако јасно упативме порака, дека немаме територијални претензии кон нашиот јужен сосед, дека бараме да се почитуваат нашите уставни граници, дека сакаме да си го нема никој право на ексклузивитет од Македонија и така натаму. Што е тогаш спорно? И само уште ова, имавме меѓународен документ потпишан од Бутрос Гали, Сайрус Венс, кај што мојот пријател Метју Нимес беше асистент негов. Стево Црвенковски исто во функција како што господин Димитров го потпиша, како подпредседател на влада, министер за надворешни работи, Каролос Папулјас, поранешен шеф на дипломатија и поранешен председател, значи Интермакорд, значи документ меѓународен со печати, со подписи под покровителство на Бил Клинтон, како што е Доналд Трамп сега. И тој документ испадна пупу не важи, не го испоштувале грците, ни членот 11, ни 12, сега ќе бевме во Европска унија и НАТО, ќе функционираме нормално, како соседи, но сепак создава сомнеши. Дали, Ваша Екселенцијо, после сите овие нешто што ни се случиле, Интермакорд, Хашка пресуда, ваков начин на брзо, нетранспарентно носење на документ во 20 страници и сега, по подпишувањето, да немаме јасна негова артикулација, член по член и да се објасни на народот, не создава сомнеш. Или треба и натаму да бидеме позитивни или скептично настроени. Јас го видов животот на двајца луѓе за кои што имам огромна почит. Зошто? Затоа што прво сметам дека имаат искуство, но и дека и сметам дека се патриоти. Поранешниот председател на собранието господинот Стојан Андов и поранешниот председател на влада Љупчо Гергиевски. Не станува збор за наивни личности, знаете. А го поддржаа. Можем да ви упаднам, амбасадор. И кажаа дека овој текст е текст кој што може да се прифати од нивниот народ. Ете, тоа го земам како индикација. Се разбира потоа конечната одлука ќе си ја донесе народот. Но, сакам и да кажам дека од таа гледна точка, мислам дека председателот на владата остана постојан во својот пристап. Затоа што од секогаш велеше дека доколку се постигне договор, ќе има потоа референдум. А знаете дека сите не беа согласни со тоа, затоа што тоа е ризик во демократијата. Но,
е и своевидна гаранција за солидност, затоа што овој текст од моментот кога ќе биде прифатен од страна на народот, од страна на македонскиот народ, ќе има своевидна сила, дури и меѓународна сила, ако сакате. И овој текст го признава македонскиот јазик, го признава македонското државјанство и националност и вашиот идентитет. Потоа на вас останува да видите дали други одредби кои што можат да бидат проблематични не вредат да си има тоа признание. Но ќе кажам дека никој нема право да одлучи на ваше место. Тоа е очигледно. Морам на гледачите режија да се замолам и раководството, че го замолам родивачкиот тим, само неколку минути да ми дозволат, бидејќи во интерес на тоа што не можеме да вклучиме гледачи, имам две прашања, а потом едно од прашањата беше на гледачите зошто господинот Стојан Нандов за време на признавањето на Македонија 91 на 8 септември не беше на бината заедно со Киро Глигоров и да слави за независна Македонија и референдумот дека македонското име е Република Македонија на државата, туку замина на една неформална средба во Дојрани која ворска немаше за неговата присутност. Значи народот прашува зошто господин Стојан Нандов не беше присутен на 8 септември 1991 година на денот на прославата на независноста на Македонија и сега е толку слободен и прифаќа секаква промена на името. А второто прашање ве молам, тоа е на господинот Александар, малце се две подолги прашања со анализи. Вели господинот Александар, се има впечаток дека Франција покрај тоа што има долги години свое право, мислам, центар па институт, е слабо застапена во општеството. Доминантната улога на британско-американската култура, влијанието на останатите балкански народи, Турција, Русија и долги години шпанскиот јазик преку јужноамериканските теленовели, целосно ги сврли француското и културолошкото општествено влијание. После оној обид пред 10 до 15 години со ТВ4, мисли канал телевизија ТВ4, како некаква франкофонска телевизија, ве нема. Порано до 1991 година 1/3 од училиштата учеа француски јазик. Франција е битна во културата, во социологијата, етнологијата, философијата, но се има впечаток дека го препушта просторот на другите, па дури и една Холандија е позастапена општествено-политички од вас. Што правите по ова прашање? Како понатаму, прашува Александар Ристевски. Уште едно, па ќе дајте сублимат. Како го оценувате се во ова што се случува? Нелегитимен избор на председател на собрание, вон сите процедури, целосна промена на кадри по секоја цена, непочитување на законските одредби, применување на нови функционери, законот за јазици, медиумски мрак, за бројните протести и прикажување на истите во негативна националистичка конотација и обид за редефинирање на државата, именување на устав со лица кои немаат ингеренции за тоа. Се мисли на меѓународни договори, исклучувани и подпишани од председател на државата според устав, а било како промена се прават со собрание, односно 81 глас и Бадинтерово мнозинство. Додека се во ова се прави, економијата тоне. Дали ова Европа и во случајот Франција го поддржува? Простете, тоа се две големи прашања во името на народот, што не ги вклучивме, еве ги прочитав. Vous allez me réinviter alors. Значи пак треба да ме поканите за да одговорам. Au moins 2 fois. Најмалку 2 пати Au moins 2 уште. fois pour répondre à tous ces questions. За да одговорам на сите овие Je vais essayer de прашања, faire знаете. une réponse d'ordre général. Генерално ќе се обидам да одговорам на се. Првото беше коментар за вашата историја. Немам што да додадам. Le deuxième, За sur второто la прашање, франкофонијата. Nous nous battons pour Постојано се бориме à la Macédoine за да и accès понудиме au на monde Македонија qui est la francophonie. таков пристап низ светот преку франкофонијата. Je sais aussi bien le président Знам Ivanov que дека le и Premier председателот ministre Zaev, Иванов и премиерот Заев, tous deux m'ont encouragé fortement parce que nous soyons двајцата ме présents. охрабрија да бидеме што поприсутни. Et nous travaillons beaucoup И sur ние ce sujet. работиме многу за овие теми. Nous allons
ouvrir un centre Ќе отвориме spécial à l'intérieur de l'université Saint-Clément. посебно центар во рамки на Универзитетот Свети Климент Охридски. Non, pardon, de l'église Извинете. de l'université de Сан Сирил е Stockholm, метод de на Saint-Cyril et méthode, Скопскиот pardonnez-moi. универзитет, извинете ме. Mais parce que nous travaillons aussi avec Но затоа што Saint-Clément го кажав, Ohrid. затоа што многу соработуваме и Nous со allons Универзитетот ouvrir Свети un Климент centre во qui Охрид, sera но un ќе centre de отвориме recherche pour tous les étudiants истражувачки центар qui leur permettra d'avoir des со contacts пристап avec до tout le сите monde студенти francophone кои pour што ќе trouver имаат des пристап со bourses, целокупниот pour trouver франкофонски des свет за да cours, бараат и стипендии, но des и часови perfectionnements. за Donc, nous усовршување на јазикот. Inaugurer ceci à la rentrée. Мочи avec ќе го l'aide de отвориме l'Organisation тоа internationale de la со francophonie. помош на Il faut Меѓународната qu'Amacédoine организација soit на plus active франкофонијата dans во l'organisation. почетокот на Dans les учебната година 10 Македонија dernières треба да années, биде elle a été поприсутна très peu затоа што последните 10 години беше многу малку активна во Меѓународната организација на франкофонија Pour danser le tango, il faut être deux. и за да се игра танго треба да бидеме двајца, Donc, нели? nous attendons aussi une meilleure implication des autorités dedans. Сакаме и самите власти да бидат поприсутни. Pour la dernière question, И за последното c'est la прашање. liste de toutes les Ке difficultés. кажам дека станува збор за список на сите потешкоти со кои што се соочуваше земјата и се соочува, а како што знаете, ние сме многу строги de cette évolution. во однос на развојот на настаните. Nous trouvons qu'il y a des progrès. Des progrès Забележуваме дека importants, има напредок и тоа en важен particulier напредок, dans le cadre особено légal, за et en particulier lorsque законската l'opposition рамка, a voté avec la majorité а особено un certain кога nombre de опозицијата réformes. Donc, и il y a des choses qui власта fonctionnent. успеа да Il faut изгласаат continuer. одредени C'est ça реформи, la значи vraie тие voie работи vers функционираат, l'Europe. тоа е Et, вистинскиот comme пат, vous треба dites, да се продолжи il faut така, avoir une затоа што énergie тоа positive. патот кон Европа и треба да имаме Car si on позитивна cherche des енергија. raisons de désespérer, Затоа on што en ако trouvera бараме tous les нели jours. причини за разочарување, En revanche, секој ден ќе il faut најдеме construire notre причини. espérance. Но сакам да го кажам токму спротивното, треба да ја градиме надежта. Et la France est à vos côtés pour А ça. Франција е на ваша страна за тоа. Благодарам многу, Ваша ексцеленција. Мерси Благодарам што beaucoup, бевте Votre Excellence. гостин на 18 годишнината, речем, на оваа емисија во Гласот на народот, поточно во дипломатската лиценца. Ви посакам добро здраве и успех и пријатни одмори ако имате. Одите ли на одмор скоро? Je n'aime pas beaucoup ce mot. Не го сакам многу тој збор. Не Одмор. знаете. Знам дека сте голем воркохолик. Како и да е уштенешка, благодарам. И се гледаме во наредните емисии. Секако очекувам германскиот амбасадор да застане и седне на вашето столче. Herzlich willkommen. Почитувани, ви благодарам за вашата присутност во овие 90-100 на минути, да речем, на фреквенцијата на телевизија Нова. Простете што не ве вклучив, но тоа ќе го сториме во наредните емисии. Еве прочитав дел од прашањата. Да не должам, благодарам уштенешка, се гледаме во наредното издание. Пријатна вечер.